Средината на август е најоптимистичкото сценарио за нова влада според уставните рокови, но со оглед на тесниот резултат, се ќе зависи од тоа како ќе се одвиваат преговорите за обезбедување мнозинство. Роковите почнаа да течат. Најдоцна 20 дена по одржувањето на изборите треба да се одржи конститутивната седница на Македонското собрание, а неја ја свикува председателот на претходниот состав во случајот Талат Џафери. Мандатот на пратениците го верифицира собранието и почнува да тече од конститутивната седница. По конституирањето на собранието после топката се префрла кај председателот Стево Пендаровски. Тој има рок од 10 дена од конституирањето на собранието да го подели мандатот за состав на владата на кандидатот за премиер што ќе обезбеди мнозинство. Талат Џафери најави дека до крајот на уставниот рок, односно 4 август, ќе ја свика конститутивната седница. Но денеска прво ќе одам да се тестирам, оти по целата кампања и контактите со многу лица, прво треба да проверам дали сум негативен на коронавирусот. Ова ќе го препорачам да го сторат и сите кандидати за пратеници кои освоија мандат. По ова ќе оставам 10 дена за консултација со партиите кои освоија пратенички мандати, за да се договориме за конститутивната седница. Ќе видиме како ни одговара на сите, бидејќи кон крајот на јули е Курбан Бајрам, а потоа е 2 август, дали идните пратеници ќе сакаат да ја закажеме конститутивната седница пред или по празниците. Изјави Џафери за Плюс Инфо. Инаку мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на новата влада, а таа на предлог на мандатарот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Колку за подсетување, во 2016 година мандатот за формирање на влада прво му беше доделен на тогашниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, но откако тој не успеа да состави влада, поранешниот председател Ѓорѓе Иванов мандатот му го додели на Зоран Заев, кој пак претходно мораше да даде писмена гаранција за зачувување на унитарноста на Република Македонија.